предприятие Водовод загубате со податок со цифра од 220.000 денари добит. Нето добит. Имате зголемување на долгорочните обврски на 4 милиони денари. Имате зголемување обврските кон добувачите ви се зголемени за 5 милиони денари. И имате обврски кон работење кои што се зголемени на комисијска расправа рековте дека не е исплатен личниот доход, што е нормално за 2015 и К15. Прегледот за годишен за која година се однесува. Значи, ставката, обврски кон работење. И уште една работа, сакам да прашам, комисијската расправа, прашам денес, отикнато дома што силно ќе го гледат на медиуми. Чудната вест беше во Скопје, во јавното предпријатие сорно на вашето Водовод, каде што двајца работени кажаја дека се отстранени од работа за непочитување на работните обврски. Значи, образложението на јавното предпријатие Водовод во Скопје беше дека не ги почитувале обврските кон јавното предпријатие, затоа се отстранети од работа. Јас се прашам на комисијска разговор, се прашам и денес. Дали имате вие такви работени кои што не ги почитуваат работните обврски во вашето јавно предпријатие, земаат плата, доаѓаат на работа само наутро се таму купирате картица, го вентират работното време и повеќе не се праќа. Рековте дека има билетите таква служба. Меѓутоа, прашањето беше, се однесуваше за една личност, која што е член на управен одбор на една невладина организација која што е надвор од политичкиот систем, да речем, каде што зема одреден надомест и повеќе време поминува таму каде што работи волонтерски, тоест каде што е член на тој закон на некој сојуз, отколку на работно место во јавно предпријатие Водовод. Па ве прашам, што ќе превземете во иднина? Ви неки знаете случајот, ве прашаме мислија. Дали тоа треба да оди до бесконечно? Човек да нема на работа, да зема плата. Нека се јави, ќе се врати од наредната работа. Ќе дојде во предпријатие да каже дека нешто слабо во месецот ден. Тој истиот човек патува по Европа и така натаму, каде што членува во тој управен одбор. Како се надокнадуваат работните часови? Дали се во одмор, дали го давате неплатен отсуство и така натаму. Може да ми одговорите, може да не ми одговорите. Ќе дојде некоја нова локална власт, која што овие документи ќе ги открива. Јас зборувам само за една личност, се надам дека немате повеќе такви или имате. Одговорете. Вие сте на почет. Благодарам.